Ние ова не време, сега двете уго снег падна малце, очи се вазикот, пред тоа беше смог малце повеќе, сега малко по-малце. Ние, ако се земи во предвид поранешните временски прилики и сегашните, мислиме дека не е неприлика. Дека ово е нормално, среде зима сме, па би требало да заврни снег и душ. И не е многу ладно времето. Па прилики, доколку нашиве не ги изненадуе снегот во јануар. Иначе се убави приликите. Временски убави прилики. Абе, како изненадување, ние го чекаме секој ден и еве го ни падна и се особнука ми радост, убавина, чист воздух. Ете времето, греха. Тебе живот. Па, временски неприлики највише. Нема снег, нема ништо, нема да има вода, нема ништо да има. Не веруjem дека нешто ќе се зголемува. Сигурно ќе се затопли сега, оти колку да е, февруари е месец кој е измеѓу зимата и пролетта, па мислам дека ќе биде напомнен. Према што се слушат прогнозите, секогаш е потопло и зимата и летото, па се надеваме дека ќе биде потопло. Па сега со тоа глобално затоплување, викаат дека ете глобално затоплување, меѓутоа се појавуваат такви ситуации, бури, урагани, оние што и кажуваат, па ладно, па урагани тие или што е загорие, невремења што фаќа на некои места, на други места па многу топло, пожари и така натаму. Тоа е најверојатно се со тоа климатските промени. Веќе си дојде како што доаѓа пролетта, постепено се намалуват и температурите не се зголемуваат. Пак на 15, да се стопи. Да. После ладно иде топло. Trick question. Trick question. Па се надеваме дека негде позитивна нула би било добро. Ова година детоски ќе завршиме, тешко ќе биде. Видете, ние сме стари, тоа за младите може да одговара. Да одат, убаво е на чист воздух и планина, нема тука шо. Поготово на Скопје кој што досега беше загадено. Да кидат млади, а не стари. Него се нашли се со пензионери, си играат играчки. Шо ќе им на пензионери да идат на скијање? Не се они способни за скијање? Па да планините дали доволно ги искористува, може би не ги искористува, меѓутоа еве оваа година и снег па немаше. Значи временските прилики не дадоа баш во сезоната да се искористи. Доволно ми беше мене, јас како професор по физичка култура, доволно дадов некој од младите се нека поскија, да им дадеме можност на нив. Тие се сега во ЕК и студентите и средошколците и организираните екскурзии на учениците. И ми е потребно на нив. Него искористија временскиот распуст за забава и рекреација на снег и на терен. Сега е можност со своите наставници и организирана од државата да појдат таму. Не ќе може. Затоа финансиски и бесплатно и без тоа не можам никако. Сама телевизиска представа иначе не може. Јас мислам дека водно како скијачка дестинација ќе му донеси на градот еден бенефит, не само жичарата да се искористи, него да се искористи планината и тоа е многу убаво ако се реализира.